Седма година Штипската библиотека ја реализира зимската школа Библио Арт за учениците од основните училишта. Фокусот е на литературата, но и на другите уметности за поттикнување на иновативниот потенцијал кај децата. Надица Левкова е ученичка во трето одделение. Ја сака литературата и учествува и во зимските и во летните школи на библиотеката од прво одделение. Зимската школа ми остави голем печаток, бидејќи учевме за другарството, зашто е важна книгата и читањето и за бонтонот, но имам три омилени нешта кои што тие три омилени нешта се кога не носеа на кино да го гледаме филмот Вили Вонка и не носеа во музичкото училиште, да ги видиме инструментите, ни свиреа на клавир да го слушнеме звукот на клавирот и најомилено нешто и во летна и во зимска школа ми е кога го игравме квизот Кахут и таму се надпреваруваме за нашите знаења и јас би сакала да продолжам и понатаму да учествувам во зимска и во летна школа. Во оваа школа се учи преку игра и забава, се стекнуваат вештини преку дружење со уметници и едукатори, со здруженија и институции. Редовна е соработката со Универзитетот Гоце Делчев. Во соработката ги секако вклучуваме и локална самоуправа, компании од Штип, потоа вклучуваме професори, писатели, значи наши локални писатели доаѓаат да ни поклонат книга, да читаме заедно со нив и да им кажат на дечињата како да почнат да пишуваат, како да се вклучат во светот на поезијата и прозата, понатаму како да другаруваат заедно со книгата и верувајте, секоја школа започнува и завршува со нашата мисија. Секое дете да чита повеќе. Голем е интересот за учество во школата Библио Арт, но заради просторните услови бројот се ограничува на околу 40 деца. Како содржини се обидуваме да им внесеме нови, интересни содржини, соодветни на возраста и соодветни на времето во кое се наоѓаме. Многу пати го користиме интернетот како алатка, користиме интересни забавни квизови, активности во смисол на изработување на нешто ново, значи тоа е за креативни работилници. Дел од ова годишната програма, меѓу другото, е и заеднички проект со Центарот за лица со интелектуална попреченост. Оваа година планираме да направиме караоке шоу овде како завршна активност со членовите на ПЛИП Сдруженијето и е веќе договорено, ќе дојдат, ќе пеат и ќе играт заедно со нашите деца. Инаку ќе имаме и работилница за рециклирање, кое што ќе им покажеме како производите што не треба да се фрлат може да бидат корисни, потоа како да моделираат своји модели, па како би ги изнеселе тие модели на една модна ревија и тоа го планираме со нив. Планираме Makerspace активности, како и секоја година Американското катче ни нуди ресурси и со помош на тие ресурси имаме VR сетови, децата се заинтересирани да влезат во еден тродимenzионален свет. Потоа Makerspace сетови за работа, за ракотворби и секоја година со по некои часови за креативно цртање, пишување, учење јазик, информатика. Имавме една година и заедно со Сдружение на пензионери кај што месеа, правеа кифлички и плетеа, везеа заедно со Сдруженијето на жените од Сдруженијето и така да секоја година по нешто ново внесуваме и секако целта ни е да дојдат, да бидат овде, иако се вика школа, но повеќе да биде забава, да научат нешто преку игра. Суштината е сепак да биде едукативна школа, но ова тимска работа, ова дружење, да развие емпатија, да ги натера да читат повеќе, да го сакаат читањето. Зимската школа годинава се реализира од 14 до 16 јануари во период од 10 до 13 часот.